Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате: евакуирани станари на зграда во Тетово поради пожар кој се случил рано утринава во подрум. Откако ќе бидат отпуштени дома трите пациенти кои се лекуваат во модуларната болница во Гостивар, објектот ќе биде привремено затворен. Според најновата одлука на владата, средношколците од Тетово и Гостивар продолжуваат да следат онлайн настава се до 20 септември. Евакуирани станарите на зграда во Тетово поради пожар кој се случил рано утринава во подрумот. Неколку мина побарале медицинска помош поради вдишување чад, а имало и неподвижни граѓани кои морале да бидат пренесени. За среќа нема жртви. Ова беше тежок период за граѓаните на Тетово, па прашуваат колку се безбедни во зградите во кои живеат. Мирис на чад ги разбудило станарите утрово во 4 часот и 30 минути во една од зградите во комплексот Чешел во Тетово. Пожарот настанал во таблата за струја во подрумските простории. Интервенирале 10 пожарникари со 2 возила, а поради големиот чад кој се проширил низ сите катови, биле евакуирани лицата кои живееле тука, а имало и неподвижни граѓани. Медицинска помош побарале неколку мина, а за среќа нема жртви. Ке 4 сат, 4,5 почне да вика гори, додека стана стварно дојде, имаше тоа ватрогасната дојде, полиција дојде, после почна полицијата по врате да иде и да не евакуира, да може многу чат излезе. Фала им од полицајци, со деца бевмо, па не зедува у кола. Таткото ми е неподвижен, малку е болен, го однесов со брза помош, сега го вративме. И така све се деси на брзина. Пожарникарите велат дека во зградата немало хидранти нити ПП апарат, а дополнителен проблем за нив биле и паркираните автомобили, поради што им бил отежнат пристапот до пожарениот објект. Тетовци се исплашени по трагедијата која се случи во болницата и по неколкуте пожари изминатиот период, па стравуваат за својата безбедност. Никако небезбедно од никој аспект. Буквално не може ни пожарна, ниту брза помош да влезе, ви кажам, некој имаше овде паркирано возило, 2 дена седеше, не знаеме од чиво е. Овие се 62 година градени зграде, сите 4. Треба да се води сметка, државата, уствари, не знам кој е одговорен за овие зграде и за струја и за вода и за не са безбедни уопште. Живееме у страв. За 2 дена ова е втор пожар во подрумски простории на зграда во Тетово. Од пожарната апелираат до куќните совети да бидат поодговорни и да преземат поголеми безбедносни мерки за заштита од пожари, но и да не ги полнат подрумските простории со непотребни предмети кои можат да бидат лесно запалливи. Откако ќе бидат отпуштени дома трите пациенти кои се лекуваат во модуларната болница во Гостивар, објектот привремено ќе се затвори. Како што појаснуваат лекарите, причина за тоа е стабилизацијата на состојбата со коронавирусот и намалениот број на хоспитализации. Пад на бројката на ново заразени со ковид, помалку хоспитализации и амбулантски прегледи во Гостивар. Лекарите со оценка дека овој бран на подрачјето стивнува. Во одделенијата кои се ковид центри има вкупно 29 пациенти, од кои 11 добиваат кислородна поддршка. Во модуларната болница хоспитализирани се 3 лица, кои најверојатно ќе бидат отпуштени дома неделава, а објектот привремено ќе се затвори. Состојбата се стабилизира и сега имаме доволно капацитети за болничко лекување и без модуларната болница, вели раководителот на инфективното одделение во Гостивар, доктор Ратко Наумовски, додавајќи дека доколку има потреба, понатаму објектот повторно ќе се активира. Инфективното одделение присатни се денеска 18 пациенти, од кои се 7 на кислородна поддршка и 3 имаме во модуларната болница со полесна клиничка слика без кислородна поддршка. На интерно одделение имаме 6 пациенти, од кои 2 се на кислородна поддршка и на нервно имаме 5 пациенти во ковид центарот и 2 се на кислородна поддршка.
амбулантски е намален бројот на ковид позитивни пациенти и тие што доаѓаат со полесна клиничка слика. Од модуларната болница, значи потешките случаи се префрлени на интерно и на нервно во ковид центрите, останати се во модуларната болница 3 полесни пациенти, се рачуна до петок и тие да се испуштат и фактички да се затвори модуларната болница привремено. Сега Господа дади да немаме понатака вакви таласи. Минатата недела во извештајот на Министерството за здравство како починати беа евидентирани пациенти од Гостивар на 23 и 37 годишна возраст. Според информациите кои ги добивме од Институтот за јавно здравје, двете лица не биле вакцинирани против ковид, починале во болнички услови. 37 годишното имало кардиоваскуларно заболување, додека кај 23 годишното лице не биле пријавени хронични заболувања. Раководителот на инфективно вели дека во Гостивар немале смртни случаи на таа возраст и тие пациенти најверојатно починале во некоја од болниците во Скопје. Ова се два најмлади починати пациенти од ковид на гостиварското подрачје. Од почетокот на пандемијата имало вкупно 357 случаи со смртни последици. Има доволно медицински персонал за да се грижи за пациентите болни од COVID-19, тврди доктор Гзим Нуредини од ковид центарот во Тетово. Тој зборува и дека истрагата ќе покаже дали и какви недостатоци имало во модуларната болница. Посебно сега овој четврти бран, ние скоро 90% од кадарот што го имаме у клиничка болница го ангажиравме у ковид центарот, така да таму имаме лекари, специјалисти, медицински сестри, имаме и технички персонал, така да немаме проблем со кадар. Во модуларна болница, во трагедијата што се случило, сме имале 2 лекари и 4 медицински сестри и плюс еден лекар кој бил на визита. 3 лекари, фактички едниот е прави визита и ги посетуваат сите ковид оделенија. Секој објект мора да има противпожарен апарат. Како ќе функционира болница без противпожарен апарат? Ако немало, тоа ќе го потврди ова експертска комисија. Тие според податоците тие што ќе ги земат и ќе видат дали имало или немало. Во повеќето болници во Македонија за жал не се исполнуваат условите за лекување на тешко болни пациенти, рече градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари во гостување на телевизија Сител. Тој истакна и дека државата е дефокусирана, бидејќи не се насочува кон смислување решенија и помош за семејствата, погодени од трагедијата во модуларната болница. Предпоставувам дека тоа што се случувало во Тетово се случува и во Струмица, во Гостивар, во Охрид, во Гевгелија, така да пациентите, најчесто велам самите пациенти кои што имале некој болен, секое семејство кој што имал некој болен, самите пациенти го знаат тоа. Јако кажувам ова дека го знаат, сега ме слушаат повеќе пациенти од цела држава и тие знаат дека во тие болници циркулираат слободно луѓе без да се припазат на минимални стандарди и услови кои што се предвидуваат во време на пандемија. И за жал ние после една недела од случувањата во Тетово сме комплетно дефокусирани. Замислете, сега ние разговараме дали се прифаќа оставка, не се прифаќа, нели оставка е морален чин кој што го дава некој функционер во одредена ситуација кога мисли дека има грижа на совест. И тоа го направија неколку луѓе. И знаете што се случува сега, ние сме дефокусирани. Не зборуваме веќе што се случи, како да им помогнеме на тие семејства, како да ја вратиме довербата на луѓето во болниците. Оставка е морален чин. И не треба да се дискутира тоа, а акта треба да се прифати и треба да се продолжи. Место тие функционери кои што дали оставка, така мислели, имали грижа на совест и се повлекле, не треба да се дискутира. Воопшто не треба да се дискутира, само треба да се стави, да се изгласа и да се изберат други луѓе кои што ќе бидат на нивно место, да се надеваме да не ги повторуваат истите грешки. И парадоксално е, вие дискутирате сега дали треба или не треба. Ви велам, имајќи уште многу други проблеми за кои што треба да се разговара и да се дискутира, кои што се многу посериозни отколку оставката на некој човек.
Недостасуваат луѓе. Треба подобра организација, подобра стратегија и тактика на гаснење, особено на шумските пожари, опрема и дополнително луѓе, истакна директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов. Во урбаните средини, особено во Скопје, сметам дека имаме солидна противпожарна служба. Скопската бригада е навистина добра и покрај тоа што кубури со луѓе и опрема, сепак може да се носат со било кој пожар во урбана средина. Тоа го покажаа на дело многу пати. Ние дневно имавме по 15-20 пожари ова лето, кои што тие самите ги гаснеа со нивната релативно застарена опрема, но работата се менува кога гори шума, кога гори на отворен простор, кога вегетацијата е многу сува, кога дува ветер. Тоа бара посебни познавања, токму поради тоа со сите странци кои што беа на помош во нашата држава, побарав помош и во обука, во инструктажа, при тоа да дојдат овде инструктори или да отидат наши луѓе кај нив на обука. Значи, на нас не требаат луѓе кои што ќе знаат да командуваат на терен, кои што ќе направат тактика како да го изгаснеме пожарот. Големиот пожар во Берово, Пекчево, Делчево, значи се простираше на сите општини, едноставно е тежок за гаснење, многу поорганизирани држави, многу помокни држави, кои што имат неспоредливо повеќе опрема од нашата, не успеа да изгаснат вакви пожари. Според најновата одлука на владата, средношколците од Тетово и Гостивар продолжуваат да следат онлайн настава се до 20 септември. Министерката за образование и наука Мила Царовска на денешната пресконференција пак посочи дека засега нема индикација за менување на моделот на настава. Протоколите, како и планот за работа и трите сценарија се усвоени на владина седница во координација со Комисија за заразни болести уште во јули месец. Во моментов го спроведуваме сценариото физичко присуство во училиште за сите ученици на цела територија, освен Тетово и Гостивар, кои што започнуваат од следниот понеделник со настава со физичко присуство. Вчера владата ја донесе истата оваа одлука. Но се останато може да е размислување на одредена институција, но најрелевантни за тоа дали треба да се скратат часовите, не треба да се скратат, дали има здравствен проблем или нема, ниту е Министерството за образование, ниту е Народниот правобранител, туку е Комисијата за заразни болести. Од страна на Комисијата за заразни болести, протоколите се усвоени и како такви детално се практикуваат. Доколку има потреба од промена на истите, јас сум сигурна дека Комисијата за заразни болести ќе не алармира, но досега такво нешто немаме. И сакам да посочам дека она кое што го спроведува нашата држава, го спроведуваат и сите држави во светот и најразвиените. Тие се протоколите, тоа се постапките. Одење во училиште, носење маски, отворени или вентилирани простории и дезинфекција. И така сметаме дека треба да се одвива во моментот. Доколку ситуацијата се промени, доколку се вклучи аларм за промена, ние сме спремни и за второ сценарио, и за трето сценарио и бидете сигурни дека тоа ќе се направи, затоа што тоа е во интерес и на моето дете, верувам и на децата кои што вие ги имате, но и на сите деца во државата. На подрачјето на општина Теарце утре со почеток од 21 часот Центарот за јавно здравје Тетово ќе спроведува теристичка адултицидна дезинсекција. Согласно Законот за заштита на население од заразни болести, службен весник број 66/2004, а во договор со локална самоуправа Теарце за спроведување на адултицидна теристичка дезинсекција на територијата на истата, ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово го издава следново соопштение. Се известуваат граѓаните на подрачје на општина Теарце дека на 16 и 17 септември во вечерните часови, почнувајќи од 21 часот до раните утрински часови, екипа на ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово ќе спроведува теристичка адултицидна дезинсекција. Дезинсекцијата ќе се врши како што е горе наведено со апарат за улава ладно замаглување, поставено на возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелени површини, населени места и депонии во тоа подрачје. Во случај на неповолни временски услови, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден, за што ќе бидете известени по телефон. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите. За сите информации и прашања, отворен телефон за контакт во ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово е 044 331 233. Стои во соопштението.
Вчера во 16 часот и 20 минути 44 годишникот Тетовско Шемшово во СВР Тетово пријавил дека 10 минути пред тоа во неговата фирма во Јагуновце физички бил нападнат од 27 годишникот Тетовска Мала Речица поради претходни нерасчистени деловни односи. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер околу 23 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавено е дека 61 годишникот Скопје кој престојувал во викендица во Мавровската населба Крстови 2 се повредил и бил пренесен во гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување на лекарска помош. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Вчера околу 9 часот и 45 минути, работејќи на изградба на објект на улица Балиндолска во Гостивар, 63 годишникот Гостиварски градец се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат. Извршен е увид од екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар и се расчистува случајот. Вчера околу 13 часот во Гостиварската општа болница Ферит Мурат бил донесен 43 годишникот Гостиварска долна бањица со повреди со кои се здобил собирајќи старо железо на улица Илјоантески смок во Гостивар. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Ноќеска во 2 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавено е дека настанал пожар во објект на улица Цветан Димов во Тетово. Нема повредени лица, а огнот со противпожарни апарати и со интервенција на тетовските пожарникари за кусо време бил локализиран. Спроведена уште една акцијска контрола за брзината со која се движат возилата во и надворот населено место, при која вкупно биле санкционирани 49 возачи. На подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово вчера од 8 до 20 часот спроведена е акцијска контрола за брзина, во која што вкупно биле откриени и санкционирани 30 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место, 17 во Тетово и 13 во Гостивар. 5 од констатираните пречекорувања биле за повеќе од 70 км на час, додека во населено место санкционирани се 19 прекршоци, најмногу за повеќе од 30 км на час, како и 7 други видови сообраќајни прекршоци. Во вториот дел од контролата, реализиран со така наречен ноќен радар, од 20 до 24 часот, санкционирани се 11 пречекорувања на брзината надвор од населено место, 6 во Тетово и 5 во Гостивар, од кои 3 за над 70 км на час. Покрај тоа, констатирани и санкционирани се и 9 пречекорувања во населено место, 5 во Тетово и 4 во Гостивар, како и 2 други видови прекршоци. На сите прекршители изготвени им се законски предвидени поднесоци, а ќе се соочат и со други мерки, зависно за колку и каде возеле со брзина поголема од максимално дозволената. Екипите на Шкендија и Шкупје одиграа 0:0 на градскиот стадион во Тетово во одложениот надпревар од 6-тото коло на првата македонска фудбалска лига. Фудбалерите на Шкендија и Шкупје одиграа без голови 0:0 во одложениот дерби дуел од 6-тото коло на првата македонска фудбалска лига. Најголемите кандидати за шампионската титула оваа сезона на изменишно напаѓа, но најголемиот дел од надпреварот се играше на средината на теренот. На крајот, конечниот резултат е реален според прикажаното на теренот. Ние смо доминирали. Ние доминиравме во текот на цел надпревар. Во еден период Шкупи со своите квалитетни фудбалери се обиде нешто да одигра, но не успеа да создаде посериозна шанса за гол. Ние требаше заслужено да победиме. Но резултатот е тој. Очекувавме повеќе, но сезоната е долга и ако продолжиме вака, ќе го подобриме бодовното салдо. Да се поправиме и са бодовно. Според очекуваното доста тврд надпревар од една и друга страна. Нормално прво полувреме им припадна на Шкендија кои не се поставивне добро на нивната формација, али видовте сами има тие неколку шанси. Нормално ние второ полувреме при крајот ставив доста офанзивно со 3 нападачи, имавме тие шанси, не ги искористивме и кога ќе видиме, значи нерешениот резултат е заслужен. После комплетирањето на 6-тото коло на првата македонска фудбалска лига на табелата во водство е Академија Пандев со 13 бодови. Струга е на втората позиција со бод помалку, додека од 3-тото до 5-тото место се Шкупи, Ренова и Работнички со по 11 поени. На 6-тото место е Македонија Ѓорче Петров со 9 бодови, 2 повеќе од Шкендија, Брегалница и Борец. На 10-тата позиција е Скопје со 5 поени, додека на последните 2 позиции се Тиквеш и Пелистер со 2, односно 1 бод.
Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.